Со цел децата да се отргнат од работата пред компјутер и постојаното седење на мобилен телефон или таблет и повеќе да спортуваат, односно да внимаваат на здравиот начин на живот. Денеска во Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов од Битола се одржа едукативно предавање на тема "Спортуваме и компјутерски се надоградуваме". Не поттикна тоа да направиме уште еден чекор, да направиме можност за повеќе од децата да спортуваат, а не да седат пред компјутер, бидејќи извештајот од Институтот за јавно здравје кажува дека секоја година 3% од децата се зголемува нивните деформитети, односно искривен рабет, дијабетис, достапан. Една од темите која што беше опфатена на денешното предавање беше како влијае седењето врз нашиот живот, имајќи ги во предвид истражувањата кои покажуваат дека седењето и нездравиот начин на живот допринесуваат за зголемување на смртноста кај населението. Поради што денешниот начин на живот е таков, често сите да седиме и работата ни е со седење, сите активности се поврзани со компјутерот и подгрбавеност при седењето, споделивме некои препораки. Се препорачува 30-минутна физичка активност секој ден. Таа активност може да се зголеми до 60 минути дневно. Понатаму да се избегнува конзумирање на рафинирана храна, избегнување на белиот шеќер, белото брашно, заситени масти. Повеќе предност да се даде на свежата храна. На предавањето учениците исто така имаа можност директно од спортисти да слушнат кој е бенефитот од спортот и дали е добро да се спортува. Бенефитот од спортот го знаеме покрај тоа што е добро за здравјето наше, значи покрај тоа што како јас како професионален спортист сум имал шанса и да го прошетам светот. Покрај здравјето, значи можете бенефитот е и финансиски, а и да го прошетате светот, да видите некои работи, покрај спортот да видите работи кои може во животот никогаш повеќе нема да ги видите. Од Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов од Битола најавија дека и во иднина ќе реализираат голем број активности со цел да ги поттикнат учениците за зголемување на физичката активност.